Денеска ќе зборуваме, ќе одговориме на прашањето, иако може би некоја сме зборувале на оваа тема, што е полесно? Да биде човек спасен или да биде изгубен? Прашање кое што може и вака и така да се одговори. Полесно. Што е полесно? Да биде човек спасен или да биде изгубен? Сега, кога зборуваме за полесно е да биде изгубен, така? Добро. Ќе видиме, ќе имаме доста текстови да разгледаме денеска. Значи, не зборуваме од аспект на тоа дека денеска животот е тежок, спомнавте веќе, тежок е за сите. Че наистина сите имаме некои неволи, некои проблеми. Матеј 5.45, нека не биде тоа како прв текст, Матеј 5.45. Дел од проповедта на гората на блаженство, за кој што Јани не изборува, веќе 2 саботи. 5.45 вели, вториот дел тамо од стихот, кој прави, значи Господ прави, неговото сонце да изгрева над злите и над добрите, и дава дожд над праведните и над неправедните. Значи, тежок е животот, и за праведни, и за неправедни, и за зли, и за добри на оваа земја. Но, зарем Павле не кажал во Дела апостолски, 14 глава, 22 стих, во Антиохија, кога биле да проповедаат, Сириска Антиохија, вели овде, значи, враќање во Сириска Антиохија, Дела апостолски 14.22. Вели, и ги утврдуваа душите на учениците и ги советуваа да бидат постојани во верата и дека треба преку многу неволи да влезат во Божјето царство. И ова е факт, значи, низ тешкоти, низ неволи. Еве да се сетиме на потопот. Дали Ное бил спасен од потопот или низ потопот? Низ потопот. Значи, тој бил тука, ги искусил неволите, мислам, нели, цело тоа време во бродот, иако насигурно, заштитен, затоа што му поверувал на Господа, влегол во ковчегот, во бродот, за разлика од мнозите, со своето семејство, за разлика од сите други кои го исмевале, некои од верните, нели, умреле пред потопот, но во тоа време бил само тој, вкупно 8 души. Но поминал низ потопот, низ тие неволи. Седрак, Мисак и Авденаго, низ оганот. Господ ги сочувал, ама во оганот, низ оганот. Дела 14.22, тој што го читав, значи, дека треба низ многу неволи да влеземе во Божјето царство. И Марко 13.13. И сите ќе ве мразат заради мене, а кој претрпи до крај, ќе биде спас. Значи, треба да се претрпи нешто, да се мине низ неволи, низ тешкоти. Па, скоро имавме во пауката исто оној стих, кој што вели дека секој оној кој што сака да живее побожно во Христа Исуса ќе биде гонет, нели? Еве и таков тип на неволи. Јован 16.33. Овој доста добро познат стих исто. Последниот стих од 16 глава. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Имате неволи во светот. Значи, ќе имате неволи во светот. Исус го кажал тоа. Но бидите храбри, јас го победив светот. Или еве, второ послание до Коринќаните, 4 глава. Ови се исто убави стихови. Второ послание до Коринќаните, 4 глава. Читам од 8 до 10. 4 глава од 8 до 10. Овие се стихови кои што неодамна ги разработувавме. Што вели Павле? Во неволја сме и има право ова Павле да го каже, ако се сетиме на оние стихови, колку бродоломи доживеал, па не знам колку таму, 40 стапови без еден, не знам, удари и така натаму, така натаму. Мислиш, какви се неволи поминал Павле? Во неволја сме од секаде, но не сме притеснети. Во двоумење сме, но не губиме надеж. Не гонат, но не сме оставени. Не соборуваат, но не сме погубени.
Каде и да одиме, секојаш го носиме Исусовото умирање во телото, па и животот Исусов да се покаже во нашето тело. Значи, не е лесен христијанскиот пат. Но сега зборуваме и одговараме прашањето дали е полесно да бидеш спасен или е полесно да бидеш изгубен. Ова се неволи кои што ете, дури може повеќе го задесуваат оној што е верен, мада и злите не се поштедени од неволите во овој свет. Еве едно подпрашање, за да дојдеме до одговорот на ова главното. Дали е полесно да си дома или да си изгубен? Некаде. Во буквално смисла полесно е да си дома, нели? Но да се сетиме на Лука 15 глава, на блудниот син. На почетокот му се чинело дека дома да му служи на својот татко му било претешко, му дошло претешко, па затоа решил тато дај имотот мој, тоа што јас треба да го наследам и фаќам патот. И го фатил патот, да. Но се до моментот кога ги разпотрошил парите тамо, во блудства, во уживања, како што нели денеска, поготово младите, па и поголем дел од светот мисли дека од тоа се состои животот, уживања и уживања, но потрошил парите и кај се нашел? Меѓу свињите тамо. Не само да ги чува, да го постојано да го чувствува оној смрад, не знам дали сте имале прилика некојаш во Кочина или покрај Кочина, барем да поминете само. Видите каква смрда е тоа. Или на село да отидете кај некој свој, кај што се чуваат свињи. Туку морал и да јаде од оној свињите што јаделе, замислите си, до кој дереже дошол. И за да после констатира и каже тамо Лука 15:15, и отиде, вика се прилепи при еден човек на онаа земја, тој го испрати на своите полиња за да ги пасе свињите и сакаше да го наполни својот желовник со лушпи, што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече, колку наемници при татко ми имаат леп во изобилство, значи наемниците кај татко ми поубаво живеат, полесно име, отколку на мене ова што ме снајде, а камоли па он како син. И нели прави план по тоа кој ќе се врати дека ете ке, пошто нема право веќе го избил правото така мисли. Како син па ете да се врати кај таткото како наемник. Каде било полесно? Дома кај таткото или на запад? Не знам, без разлика тоа кај отишол, не е битно, далеко од дома. Изгубен, тој бил изгубен, навистина. Полесно е дома, во домот, покрај таткото. Сега, дали е полесно да си роб или слободен? И покрај тоа што, нели, слободата некојаш скапо се плаќа, за да се дојде до неа. Еве, ние денеска живееме, така да кажеме, во некоја слобода, привидна, веројатно, и ние сме робови на новиот светски поредок, на едно модерно робство. Но, сепак, што е полесно, да си роб или слободен? И може би најдобра илустрација е која зборуваме за тоа во преносна смисла, станал збор за дали е полесно да си роб на гревот или да си слободен од гревот. Што е полесно? Добре. Може и така, да. Не, меѓутоа, оти доаѓаме постепено, сакаме да одговориме на тоа што е полесно, да бидеш спасен или изгубен. И сега, може би, најдобра илустрација е израелците во пустината. Пазите, не било лесно низ пустината 40 години. Ајде да видам еден ден низ пустината. Не било лесно. Ама, вода, еве ви вода, имате вода. Секој ден мана од небото, облак, значи, над нив дење, ноке, столб од оган. Значи, нити им било прежешко дење, нити им било ладно ноке во пустините, како што знае да биде. Значи, да, низ пустината, но не било лесно. Тоа било своевидно потешествие. Меѓутоа, еве што вели Мојсе тамо во 26 глава во Второзакони, или 5 Мојсија, 5 Мојсија, 26 глава. 6 стих.
осврнувајќи се на робството во Египет, што вели, египетците постапуваа со нас лошо. Кој сака да биде роб? Значи, тоа е во времето кога дошол оној другиот фараон, нели, кој што не го познавал Јосиф, нели. Египетците постапуваа со нас лошо, не угнетуваа и ни наметнуваа тешко робство. Извикнувавме кон Господа, кон Бога на нашите татковци. Господ го чу нашиот извик, ги виде нашиот јад, нашата неволја, нашата мака. Господ не изведе од Египет со силна рака и со испружена мишка, со голем страв, со знаци и со чудеса. И не доведе на ова место и ни ја даде оваа земја, на Ханан се мисли, нели? Земја во која течат мед и млеко. Што е полесно, да си роб или слободен? Тогаш зошто вртеле кругови 40 години низ пустината? Зошто изумрела цела една генерација таму, ако е полесно да си слободен? Ханан од едната страна, од друга страна викаат, нели, често пати, што не изведе во оваа пустина да изумреме тука, се вратиме во Египет, се сеќавале на лонците, нели, во Египет, на дињите, на кромидот, не само на месото, значи на еден куп работи таму што ги имале во робство. Што е проблемот? Што е проблемот со нас, што па нели е полесно да си слободен од секој греф, од секоја мана? Тоа е вистинската слобода, сушто. Околку да си роб, еве земете еден алкохоличен, или не знам, еве зависник од било што, дрога или било што. Мислите лесно го? Зошто вели Исус во Матеј 11 глава? Ајде 11 глава Матеј да отвориме оние познати стихови. Матеј 11 глава од 28 до 30. Вели, дојдете при мене сите кои што се трудите, сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Како го дава Исус одмор? Земете го мојот јарем. Сега имаме и тука јарем, служба, но зошто вели, земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен, по срце и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Еве сега имаме тука лесно. Христовиот јарем е лесен, наспроти чии јарем? Немаме две опции имаме само, немаме три. Христовиот јарем, од другата страна јаремот на греот, јаремот што сатаната ни го наметнува. Што е полесно? Исус ни дава одговор овде. Мојот јарем е лесен. Иако, кога доаѓате кај Христа, му служите нему, ама тоа е значително многу полесно отколку да бидете робови на греот. Полека ќе дојдеме до одговорот на главното прашање. Римјаните 8:18. Павле вели овде, зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата кој ќе ни се открие нам. Да, видовме, страдаме на оваа земја. Меѓутоа тоа што Господ го спрема, ова што тука го доживуваме е незначително. Ништо. 1 Јованово 4:4. Треба да издржиме, да изтрпиме. Не е лесно, но одговараме на прашањето што е полесно, да бидеш спасен или изгубен. Че тоа е главното прашање. 1 Јованово 4:4. 1 Јованово послание, 4 глава, 4 стих. Вие сте од Бога, дечиња, и вие ги победивте. Зошто е поголем оној, која мисли на победа против антихристот, претходно се спомнува духовите, лошите духови, така натаму победа над гревот, победа над собственото јас. Што вели? Ние сме од Бога, кој го позна... Не, се извинувам, кој стих беше? Значи, 4 стих, 4.4, да. Вие сте од Бога, дечиња, вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас, отколку оној кој е во светот. Кој е поголем, Господ или ѓаволот? И тоа колку пати е поголем? Дали може да одговорим на ова прашање? Го имаме Бога семокниот, да не забораваме. Да, ѓаволот е мокен. Ние сме слаби во нашата грешна природа. Меѓутоа,
На наша страна, ако го имаме Бога семокниот, тогаш, дури само по овој стих, иако нафрлевме многу повеќе, може да одговориме што е полесно. Човек да биде спасен или изгубен? Па го имате семокниот Бог, сесилниот Бог на ваша страна. Ама ако е на ваша страна. Така да, ќе дојдеме полека до одговорот дека, јас сега ќе го спомнам, дека со Христа полесно е да биде човек спасен, отколку изгубен, ама без Христа е тоеш обратното. Зато има, два одговори на ова прашање. Зошто на постариот син, на блудниот син му било тешко додека му служал на таткото? Не му служал од љубов, туку тоа сметал дека е као некоја одговорност, обврска, па сега треба таму да работи на полето и така натаму. И му дошло преку глава и мислил дека сега слобода ќе најде, кога ќе тргне, ќе се одвои од таткото, ќе излезе од неговиот дом. Па потоа подоцна, откако го искусил надворешниот свет и ѓаволот во сета своја злоба, и дошол при себе и сватил дека не е, многу полесно е покрај својот татко. Тоа е слободата. Значи, го имаме Бога семокниот на наша страна. И пак да се навратиме на израелците во пустината. Зошто тоаш повеќето биле изгубени? И зашто на крајот повеќето ќе бидат изгубени? Неверие. Вика, не влегува заради неверие. Кој, да се сетиме на оние 12 извиници, не само на нив, туку на... Кој двајца од таа генерација само влегле во Ханан? Двајца биле само. Халев и Исус Навин. Па тоа се двајцата извидници кои што со каков извештај дошле? Со позитивен. Зошто? Зато што имале вера во оној кој што ги води, кој што е со нив, во Господа. Иако сите тие, па нормално, вера и послушност, иако сите тие градби им изгледале како неосвоиви, луѓето им изгледале како джинови, меѓутоа имале вера во оној кој што ги води. Тешко изгледало дека ќе го освојат Ханан, сите 10 рекле и ги убедиле другите останатите дека е невозможно. Меѓутоа, да, невозможно е, ако одите во своја сила. Невозможно е да го држите законот во своја сила, меѓутоа со Христа е можно и многу лесно. Самиот тој затоа вели, мојот јарем е лесен. Кога веќе зборуваме за јаремот, имавме тема дека јаремот е, знаете, сте виделе волови која ораат или тоа е јарем кај што двајца се прегнуваат. Во Христовиот јарем вие сте прегнати со Христа и само треба да дозволите да тој ве води, тој ќе биде. Затоа е лесен јаремот негов. Ако вие влечете на своја страна, тоаш не е лесно. Да се подсетиме на искуството на Павле во 7 глава Римјаните. Ова е искуство на необратен човек. Че ова не е некои коментатори и христијани денеска се обидуваат да докажат дека 7 глава Римјаните се однесува на човек кој што е обратен, го познава Христа, ама знаете, падни стани, тоа е животот. Погледнете што вели Павле, да се подсетиме во 7 глава Римјаните, од 18 стих ќе читам. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. А ако го правам оно што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој што живее во мене. И така го наоѓам овој закон, дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина, со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот што е во моите членови. Беден човек сум јас, ки извика Павле. Кој може да ме спаси од ова смртно тело? И од овде изгледа дека е тешко да биде човек спасен. Ама после ќе извика, ќе рече му благодарам на Господа Исуса Христа. И кога читаме после во 8 глава, од Римјаните вели и така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот.
Зошто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта. Зошто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, тоа што ми беше невозможно на мене, на тебе, на секој од нас, да го држи законот, да биде послушен, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот, својот син во обличје слично на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото. Та праведноста што законот ја бара да ја исполниме, односно Христос ја исполни. Вместо нас. Значи, со Христа е лесно, без Христа е тешко. И треба да се анализираме, да се запрашаме дали сме робови, дали сме слободни. Не, ние толку време веруваме, толку време доаѓаме во црква, меѓутоа, дали ни е тежок христијанскиот живот? Не се осврнувам при тоа на неволите и проблемите, кои што видовме дека сите ги имаме и ги доживуваме во овој свет, затоа што живееме на грешна планета. Или пак е лесно. И тоа може би ќе ни даде одговор на прашањето дали сме со Христа или не сме. Затоа што со Христа е лесно. Без него е тешко. Да се подсетиме на едни други стикови кои што исто влеваат надеж и кажуваат дека е полесно човек да биде спасен, затоа што го имаме семокниот Бог на наша страна. Лука 11 глава, од 20 до 22. 11 глава Лука, да, од 20 до 22. Но ако јас ги изгонувам нечистите духови со Божиот прст, значи дека Божиото царство дошло при вас. Знаете кој го обвинуваат дека нечистите духови ги изгонува со силата на Велзевул, со силата на ѓаволот. Но потоа вели, значи, ако ги изгонувам нечистите духови со Божи прст, значи дека Божиото царство дошло при вас. Кога силниот вооружен човек го чува својот двор, неговиот имот е во сигурност. Но кога ќе дојде посилен од него и го совлада, му го одзема оружјето на кое што се надевал и ќе го раздели ограбеното од него. На што мисли овде? На што алудира Господ кога го вели ова Исус? Повторно кажува на истото што претходно кажавме. Посилен. Господ е посилен од ѓаволот. Ако сметаме дека е полесно човек да биде изгубен, отколку спасен, или обратно, дека е потешко да биде спасен, отколку изгубен, со тоа всушност го омаловажуваме на некој начин Господа, или не веруваме, покажуваме недоверба во Него, дека Господ е посилен од ѓаволот. Како да го величаме ѓаволот, како да велиме дека Господ е немоќен. Не, ние сме немоќни, ние сме слаби и ние не можеме ако не се повикаме на Божјата сила. Бог е посилен. Бог е силен и посилен. Кога сме веќе кај ова, да се подсетиме само на неколку стиха од минатата сабота, за оние кои што бевте овде, што зборувавме минатата сабота. Сеќавате? Една актуелна тема, како што неколку мина ми спомна. За новиот светски поредок, за илуминатите, за нивните планови, како да го загосподарат целиот свет, па и тоа малку вака во некои врски поврзав со денешните случувања во Македонија. И завршивме, мислам, да, превршивме тоа со стихови од 17 глава Откровение. Иако наведом изгледа, и така е, дека го освојуваат цел свет, дека никој ништо не им може, ние како христијани, на чија страна сме? Ево сега видовме кој е посилниот, нели? На чија страна сме? На посилниот, на победникот или на... Оти изгледа, светот, мислам, оние кои што, сакаат да живеат лесен, угоден живот, се преклонуваат кон плановите на овие водачи на овој нов светски поредок и ги одоброловуваат нивните, да речеме, заложби за тој нов поредок. Меѓутоа, каде ќе завршат сите такви? Вели 17 глава Откровение, читавме од 12 стих, и 10 рогови што ги виде. Тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа,
но ќе ја прима царската власт со зверот. Да, точно, они ќе зацаруваат. Ама што вели овде стихот? За еден час. Колку тоа и да значи, да не навлегуваме во значењето на овој час, тоа значи кратко. За кратко. Кратко ќе се радуваат на власта. Зошто? Вика, овие се истомисленици пак ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето. Че целиот тој нов светски поредок се подига против јагнето, се подига против моралот, против сите морални вредности. Гледате што се случува. Се уништува моралот кај младите на разноразни начини. А сите тие самоубиства што ги спомнувате во Швајцарија, јас сум слушнал и Шведска, исто така е меѓу првите. Зошто е? Луѓето немаат веќе никакви вредности, не знаат веќе зашто да живеат. Немаат никакви цели пред себе. Се е уништено. Тоа етапно и многу организирано се одвива во цел свет. Да се уништат сите вредности за кои што човек би можел, да има некоја надеж да живее. Дури и да е безбожник, да не го познава Господа, ама да има некои вредности, некои цели за што да живее. За семејството. Тие уништуваат и семејството. Видовме на минатиот пат кои им се целите. Се што е вредно, се што Господ го воспоставил, сакат да го уништат. Тоа се сатанисти. Отворено кажано, нема што тука да се крие. Тие војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи. Јагнето е победникот, Господ е победникот, Господ е посилен. Тоа што е полесно? Човек да биде изгубен или да биде спасен? Веќе дадовме одговор на тоа прашање. Да се сетиме само на еден момент на оние 20 ученици на денот на Воскресението Христово, значи недела, ден на Воскресение, тажни, чекорите им се тешки, патуваат надолу, затоа што Емаус бил на пониска точка од Ерусалим кон Емаус. Тешки им се чекорите. Им се придружува Исус, едно време не го познаваат, му расправаат, му кажуваат зошто се тажни. И се до моментот кога ќе го препознаат, при кршењето на лебот пред се, тука го препознаваат. Потоа што се случува? Потоа не останале тука, во Емаус, туку тргнале назад, приквечер, значи тоа веќе се нокни часови, тргаат назад многу побрзо, радосни, весели, и тоа угоре, па чекорите им биле многу полесни. Многу полесно патували и оделе нагоре отколку надолу кога се сигнували. Зошто? Затоа што го виделе Христа живиот, дека е жив, дека е воскреснат. Ние го имаме Господа на наша страна, кој што е жив, кој што е секојаш тука да помогне, кој што разбира, кој што знае што е искушение, затоа што беше искушен во се, како и сите нас. Но не падна на ниедно искушение, не направи греф. И тој е мокен, силен да ни помогне, како што вели Павле во Филипјаните 1.6. Ајде уште тој стих. Филипјаните 1.6. Уверен сум во тоа, Павле е уверен, ние треба да бидеме уверени, сигурни, потполно сигурни, дека оној кој го почна доброто дело во вас, ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Затоа што е силен, затоа што е мокен и ние со Него можеме. Значи, полесно е со Христа, ама само со Христа, човек да биде спасен, отколку да биде изгубен. Но, ако сме без Христа, тоа што наистина е потешко да биде спасен, односно е невозможно. Без Христа не можете да бидете спасени. Тоа е одговорот на прашањето. Нека му е слава на Господа за се. Амин.